Добро утро, Кристина. Утрово ние се вклучуваме од општина Газипапа и пред нас има автобуска постојка на која што јасно може да се види дека веќе граѓаните чекаат, а од она што ние го приметивме во овие 20 на минути пред нашето вклучување е дека дел од автобусите циркулираат, меѓутоа со мало закаснување, односно на некои 15 минути имав прилика да забележам дека тука поминуваат автобуси, односно најмногу ја забележав бројката 2 која што проаѓа од овој дел од Скопје, а инаку сите автобуси кои што застанаа на оваа автобуска постојка беа навистина со исполнет капацитет, меѓу кои ученици и граѓани кои што веќе се упатуваат кон нивните работни места. Инаку веќе трета недела за жал во Скопје најактуелна е темата со јавниот градски превоз, односно по 21 ноември кога се случи целосен колапс на функционирањето и сообраќањето на ЈСП Скопје, што и ден денеска не се знае како ќе се одвива ситуацијата, пак граѓаните секојдневно излегуваат во неизвестност дали ќе дојде нивната посакувана бројка и колку ќе доцнат до одредената локација. За сето ова се зборуваше и вчера, откако и премиерот Христијан Мицковски го истакна својот став на темата и особено по моментот за тендерот кој неофицијално е и пропаднат, така што во текот на вчерашниот ден се разговараше, односно премиерот Мицковски истакна дека размислува и за одземање на ингеренциите на град Скопје, ако не се реши конечно проблемот со јавниот превоз, откако стана известно дека пропаѓа и обновениот тендер за набавка на нафта што истече, односно информациите кажуваат дека денеска се трошат и последните капки нафта, евентуално може да стигне и до утре, но после тоа повторно не се знае што не очекува и повторно скопјани не може да се потпрат на нито една од постоечките информации кои што ги има за јавноста, со оглед на тоа што е неизвестно што после утре, односно како ќе помине викендот, а и како ќе започне наредната работна недела. Последните количини нафта ќе се истрошат денеска, споменав, пошто повторно нема да се знае со каква динамика ќе возат автобусите. Доколку градот Скопје не склучи договор за набавка на гориво и во следните денови со некој од операторите, владата ќе мора повторно да реагира со позајмување на количини од нафтените резерви. Ваквата состојба е неодржлива, истакна Мицковски и смета дека ова не може да трае на долг рок, затоа што е недозволиво граѓаните секојдневно да го трпат овој терет и да не знаат што ги очекува во текот на денот, излегувајќи од ова време 7 часот наутро па се до попладневните и доцните вечерни часови, се разбира главниот град има потреба од редовни автобуски линии. Ова се и последните информации кои што ги имаме на темата. Претпоставувам дека и денеска продолжува да биде актуелна тема, инаку граѓаните зборуваат за ова и на социјалните мрежи, меѓутоа и од она што ние како новинари го имаме искуство од терен и ги прашуваме постојано на анкети, метеж на автобуските постојки има, истото се случува и внатре во автобусите, за нив станува нервозно секое возење со автобус, па предлагам да ја слушнеме и нашата последна спроведена анкета. Пари се дават за карти, карти се заверујат, автобуси нема. Еве какво е времево. Имамо потреба да идемо. И так. Колку време чекате? Пола сат. Има на сат време автобус. За селото. А и немаше автобус уопште. Само што дојдов, ама не знам колку ќе чекаме, ќе видиме. Како редовни ли се сега автобусите? Па има нешто редовно, нешто не. Се сноѓаме некако. 20 идам. Наму чекам, бога ми, 9-ка, ја во Автопатско поне живеам. Пола сат или 40 минути. Тука не дека измрзнам, ама тоа е тоа. Врнежлив ден и денеска, уште сега во 7 часот има голема раздвиженост во Скопје, претпоставувам после 7 часот и 30 минути ќе започне сообраќајниот хаос, а граѓаните не знаат како ќе се одвива динамиката на автобусите на ЈСП, така што вака започнува и ова петочно утро во Скопје. Останува да видиме како ќе биде до крајот на овој ден, а и како ќе започне наредната работна недела.